Денеска представници од Совет на општина Куманово се гости на овој настан. Бевме поканети од страна на директорот на Чистота и зеленило да учествуваме. Вчера им пренесов на координаторите. Денеска имаме неколку излезени, меѓутоа беше краток период да се организираме. Во наредниот период јас како претседателка на Совет дадов предлог на ниво на Совет да се организират акции за поголеми акции за пошумување во име на Советот, организатор да биде Советот и да повикаме голем број на граѓани, тие да се одредат локации, во согласно со она што имаме потреба како општина. И еве прилика да се обратам на сите претседатели на местни заедници, односно луѓе кои, дали се тоа згради или било како во населби кои имат потреба да пошумат, да направат некој убаво катче за седење, да се обратат кај мене, па во соработка со Чистота и зеленило ќе набавиме убави садници и да го опремениме градот. Она што се случува во градот е, јас постојано инсистирам и еколошка едукација и постојано малку да се крене еколошката свест на луѓето. Се што барат ќе им се даде како услов, меѓутоа главна цел е да не фрлат отпадоци во реки. Бев на терен, знаеме дека како изградена браната од реката, таму се пробиени и скршени бетонските столбови, директно се фрла отпадоци во река, значи тие негативни навики мора некако да се отстранат. Во разговор со населението спремни сме, зборував со организации да набавиме и канти за отпадоци метални, значи се само за да може да фрлат отпадоци во контейнери метални. Сега има поставено на повеќе позиции таму, меѓутоа и еве подземни контейнери кои се реткост, не се реткост, ама се нешто скапа работа која се става директно во центар на Куманово и таму да поставиме за да може некако хигиената таму во реката и околу да се дигне на повисоко ниво. Истовремено зборував и со луѓе кои пренесуваат горе шут, сите ги знаеме, постојано носат шут, палат. Немаме соработка со СВР, мора да бидам искрена. Јас неколку пати се обидов да зборувам и со командирот и со началникот, меѓутоа нема соработка. Нашите комунални инспектори се постојано на терен, постојано на моје инсистирање, ода таму гледа што се случува, меѓутоа никој не може да ја врши работата на СВР, тоа е нивна работа, нивна дејност и треба да си водат сметка, меѓутоа е факт дека не сработуваат со општина Куманово и не работат за општина Куманово, за граѓаните. Има постојано критики дека се пали, дека од таму најголемо загадување доаѓа. Вчера бев на терен, луѓето велат се гушиме доле, не сме ние тие што го палиме отпадот, значи постојано е некој друг кој треба СВР да се утврди. Во секој случај за зелено Куманово ќе се бориме понатаму. Еве како претседателка на Совет најавувам дека ќе има повеќе акции за пошумување и дека во соработка со Чистота и зеленило ќе се стават добри садници кои се наменети за подрачје кои ќе одредат самите граѓани.